Почитувани, денес продолжуваме со нови економски мерки. Бараме итно да се формира Национален бизнес совет. Во него би членувале 200 представници од бизнес заедницата, избрани по разни критериуми. Најуспешни фирми, најголеми плаќачи на данок, најголеми извозници, најголеми работодавачи, представници на стопанските комори, на кластерските здруженија, представници на поодделни индустријски гранки, на малите и средни предпријатија, на микробизнисите и така натаму. Овој совет би имал најмалку 4 седници годишно, на кои би присуствувале и представници на владата и представници на опозицијата. Во постојната тешка состојба, овој бизнес совет веднаш би организирал еден голем бизнес форум. Со тоа, наместо владата да промовира и да презема мерки за кои само таа мисли дека се добри, би имале отворена дискусија во присуство на медиумите и би се постигнал консензус во државата за тоа кои се најголемите економски проблеми во моментот и кои се најдобрите решенија за тие проблеми. Понатаму, бараме да се направи промена во Законот за Македонска банка за поддршка на развојот. Треба да се измени точка 4 од членот 14 од законот и МВПР да може да има поголема изложеност кон поединечна банка. Наместо како досега, изложеноста на МВПР кон поединечна банка да биде најмногу до 2 пати, ние предлагаме да биде најмногу до 2,5 пати од висината на сопствените средства на МВПР. Со ваквата измена ќе се отстранат евентуалните тесни грла и ќе се овозможи побрза реализација и побрзо користење на 100 милиони од кредитната линија од Европската инвестицијска банка, со што и фирмите побрзо ќе можат да ублажат својата неликвидност. Бараме да се реализира проект Стоп за рекламите, потребни се нови работни места. Треба веднаш да запрат сите реклами и медиумски кампањи на владата и другите државни институции, бидејќи тие се апсолутно непотребни во овие тешки времиња. Сите пари во државниот буџет предвидени за реклами и кампањи треба веднаш да се пренасочат за инвестиции што ќе значат нови вработувања. Бидејќи владата вели дека за едно ново вработување потребни се 2000 евра, тогаш со милионите евра предвидени во буџетот за реклами и кампањи ќе можат да се вработат илјадници луѓе. Со овие 3 мерки, бројот на економско-социјални мерки што ги предложи СДСМ годинава се зголеми на 37. Благодарам. Дали имате некој прашање?